civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дистрикт Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Славјанка Петровска. Славјанка Петровска, министерка за одбрана во владата на Република Северна Македонија, Скопјанка, правник, политичарка, заменичка министерка на полицијата, пратеничка. Со оглед на младоста ќе се редат предизвици, функции, обврски, одговорности за сегашниве и зидните предизвици во текот на ова интервју. Славјанка Петровска, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Благодарам за поканата, чест ми е да бидам ваш гостин и да продискутираме на темите. Така, спомнав и младост и обврски, еве сега конкретно и министерски. Како тоа во политика? Мами политиката? Па веројатно е заразно, би рекла, во политика влегов не директно, меѓутоа индиректно многу млада, од 20 години би кажала, започнав со активности во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, дел од младината на СДММ, и после тоа се течеше развојот, да кажам, во тој дел. Паралелно бев вработена и во секретаријатот за европски пражања, каде што практично ја започнав мојата професионална кариера. Се надоградував и во собранието на Република Северна Македонија, па потоа следува и моите позиции во Министерството за внатрешни работи, прво како шеф на кабинет на министерот, а потоа и како дополнителен заменик министер во еден период кој требаше да биде техничка влада задолжена само за спроведување на предвремените парламентарни избори, но се случи пандемијата. За прв пат светот, не само Македонија, се соочи со таков вид на сериозна пандемија, така што практично мојот политички ангажман повеќе пати претрпуваше, би рекла, промени и различна динамика, се разбира. Но ако можам да заклучам испоред ова, останувате и ќе бидете веројатно долго во политиката. Практично сте малку месеци на функцијата министерка за одбрана. Товар е? Не е товар, е предизвик сериозен, а не го сметам за товар затоа што повеќе секогаш ке мене младува желбата да се направи нешто добро за државата и за граѓаните, за средината околу нас и така натаму, така што повеќе го сметам како предизвик и искрено ми е чест што сум на таа позиција. Да, обврската е голема, затоа што се работи за еден сектор, една област која е сериозен сектор, меѓутоа она се што е направено изминатите години во Министерството за одбрана, во армијата, реформите кои што се спроведени, на крајот на кришата и самото членство во НАТО, тоа го потврдува, се само дополнителна причина зашто и сум мотивирана да успеам. НАТО е посебниот повод зашто сме сега еве и во ова скромно студио на Дистрикт. И еве по 2 години НАТО е предност или сепак ќе го потребам пак терминот како товар за вашето министерско место, сега товар за државата? Апсолутно е предност. Немам дилема никаква, ниту јас, а ниту било кој од министерството, а се разбира дека е државниот врв, затоа што токму во оваква ситуација во која што се најдовме сега, односно и светот се наоѓа, особено Европа се соочува, се потврдува дека одлуката која беше донесена пред неколку години да станеме земја членка на НАТО, но и со историскиот исчекор кој го направивме во 2018 година со подпишувањето на Преспанскиот договор, решавањето на билатералното прашање со Грција, што де факто беше пречка заради формалниот наш влез во НАТО, се покажа како навистина мудра и мудра инвестиција, би рекла, во еднината. Тоа што денеска живееме во земја која што е членка на НАТО, дава голема гаранција за безбедноста и на државата и институциите, но пред се на граѓаните. Дефинитивно е предност. НАТО е сепак и обврска за државата. Тежи ли тоа многу? Уме ли Македонија да се справува финансиски пред се, па и организационо? Сите обврски во НАТО доаѓаат постепено и она што е предноста во кога сте дел од таква голема организација, што ништо не се случува, ниту една обврска што е дадена не се наметнува преку ног. И тоа значи дека институцијата, во случајов Министерството за одбрана, но и другите институции кои се дел од системот практично на НАТО, се имаат можност да се подготват навремено и со стратешки документи, и со планирање, и со буџетирање, и со распределба на човечки ресурси, да се подготват соодветно навремено да одговорат на таа обврска. Тоа значи дека институциите, капацитетите на институциите треба да се надоградуваат постојано, што впрочем и го правиме, за да може да бидат подготвени да одговорат на такви предизвици. Така, вие го спомнавте Преспанскиот, мислев да го игнорирам во овој наш разговор, затоа што помина доста време.
се гледаат предностите ако сакаат да се видат, но многу од граѓаните на земјава се сепак разочарани поради овие блокади во Европската унија, наспроти барањето во референдумското прашање, нели, за НАТО и за Европската унија. Ке позборуваме подолу за пречките сега, главно околу релациите со Бугарија, има некакви сигнали, но ќе видиме каде тоа и како ќе се движи. Ова со Украина, вие спомнавте некаде јавно дека Македонија нема да испреќа војници на фронт. НАТО не испреќа војници, ако добро разбирам, не Македонија. Македонија дали се прашува кога треба жива сила да се инволвира во некои активности на НАТО, или тоа доаѓа преку командата во Брисел? Македонија е дел од процесот на носење на одлуките во НАТО. И ние, без разлика што можеби во јавноста намерно или ненамерно се сака да се создаде перцепција дека ние не сме прашани, ние сме подеднакви. Таму нема во НАТО, кога ќе седнете на големата маса, без разлика дали сте седнати во формат на министри за одбрана, за надворешни, како што најчесто се среќаваме, или шефови на држави, редовни состаноци или вонреден, како што беше овој минатата недела, сите представници на државите се рамноправни. И секој од нив се прашува и да имаат можност да интервенираат, да го презентираат ставот на државата. Така што нема дилема дека Република Северна Македонија се прашува и рамноправно учествува во донесувањето на одлуките. Нема дилема дали Република Северна Македонија или НАТО ќе испраќа воени сили или војници на територија на Украина. Тоа е прашање кое веќе е одговорено неколку пати. Не испраќаме, затоа што како земја членка на НАТО строго го почитуваме Вашингтонскиот договор и членот 5 кој вели дека НАТО алијансата реагира само доколку една од незините членки или територијата на НАТО е повредена. Во случајов со Украина станува збор за самостојна држава која не е дел од НАТО алијансата, се уште не е дел, така што НАТО нема формално правен основ како да действува. Но знаете, каква цела механизација брикла или машинерија практично се крена и практично светот се обедини по случувањата во Украина, што започна на 24 февруари. Иако не сте долго, нели, министерка за одбрана, сепак имате искуство и пред да станете министерка околу тоа како функционираат, кои се алатките на НАТО и така натаму. Според примерот на Европската унија, може ли тоа колективно договарање да трае подолго отколку што, например, некои действија се случуваат на теренот? Може ли тоа да ги забави НАТО процесите во интервенција во некои околности? Ми асоцира сега во примеров со Украина. Може ли да атрофира тоа договарање да трае предолго по примерот на Европската унија или НАТО е сепак поефикасен? Одлуките во НАТО кои се носат, па дури во процесите на консултација пред одржувањето на големите состаноци на министри или на шефови на држави, се одржуваат консултации или координации средби на ниво на амбасадори или представници на државите во седиштето во НАТО и се знаат точно правилата во рок од колку часа, колку денови, зависно од проблематиката, зависно од итноста на прашањето, треба државата да се произнесе. Ако во тој рок не се произнесе, се применува правилото на молчење и се продолжува понатаму со процедурата. Што значи тоа, простете, ве прекинувам, правило на молчење? Да го појасниме малку. Ако земјата не се произнесе, тоа значи дека се сложува со предлагот, и постапката продолжува понатаму, односно се продолжува да се носат одлуките на повисокото ниво. Така, станавме членкави 2 години, практично во услови на криза, пандемијата се поклопи, дури ни свечениот чин не беше така свечен како што сите посекувавме на некој начин. Многу пари одат, ова 2% го стасавме ли во буџетот или уште се мачиме да дојдеме до тој лимит? Тоа е цел која што треба да ја постигнеме до 2024 година и тоа е НАТО обврска која е превземена за сите земји членки на НАТО. Некои од земјите се, да речам, многу поблиску до тие 2% или веќе ги имаат остварено тие 2%. Република Северна Македонија за оваа година, 2022, од својот буџет одвојува 1,77% од бруто домашниот производ, значи тоа е висината на буџетот кој го има Министерството за одбрана и е наменет за модернизација, инвестиции и развој на одбраната и армијата. Така, НАТО и актуелнава украинска криза, попрецизно агресијата на Русија врз Украина, која е улогата на Македонија индивидуално, а која е колективно како членка на НАТО во воените и во дипломатските собитија?
Знаете како, ставот на нашата држава е принципиелен став во однос на ова прашање, а тоа е дека Република Македонија, Северна Македонија го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Како држава која што низ историјата поминала низ разни премирежи, ја би рекла, значи зборуваме од сопственото искуство, сметаме дека е недозволиво во 21. век да има воени дејствија преку кои директно се нарушува, прво се крши меѓународното право, се нарушуваат човековите права и се случува на теренот во Украина тоа што се случува. И тоа е за осуда. И ние тоа го осудивме и принципиелно рековме дека не поддржуваме било каков вид на воена агресија. Украина не е членка на ниту на Европската унија, уште помалку нели на НАТО, но македонската јавност, барем дел од неа, и според реакциите во социјалните мрежи, но и она што го гледаме како реакција на разни аналитичари, новинари, јавни личности по медиумите, како да е разочарана од инертност, ако можам така да речем, на НАТО во однос на руската агресија врз Украина. Ги користили максимално НАТО своите морални, правни, воени капацитети за да се справи колку толку да помогне на Украина, на украинскиот народ? Ако јавноста е разочарана затоа што НАТО не интервенираше на територијата на Украина, тогаш одговорот го дававме премалку. НАТО и не може да интервенира на територија, но ако прашате дали НАТО нешто направи и земите членки поединечно, апсолутно да. Она што се случи со почетокот на агресијата е тоа дека светот се обедини против таа агресија и земите членки на НАТО, но и оние кои не се земји членки на НАТО, а се дел од Европската унија и така натаму покажаа солидарност кон Украина. Огромна помош стигна во Украина, и воена, и медицинска, и хуманитарна помош, што во суштина ја покажува солидарноста на остатокот од светот со Украина. Тоа не е за разочарување, напротив, тоа е за поздравување, би рекла, и тука не застанува. НАТО и на состанокот вонреден кој го имавме минатата недела, на кој учествуваше и председателот на владата, во суштина заклучоците и насоките на дискусиите беа тие дека треба да се зголеми помошта кои што земјите поединечно ја даваат на Украина, а се дел од НАТО алијансата во секаков облик. Во збор 2, како министерка, што наследивте, во каква кондиција е македонската армија, во смисла на опременост, на бројност, распонот меѓу потребите, желбите и можностите? Со која оценка би оцениле? Како прв печаток, како ме прашате за овие неколку месеци како што сум министерка, прво сум многу задоволна што во министерството има тим на луѓе кои навистина си ја знаат работата, си ја сакаат работата и што е најважно од се ја сакаат државата и работат за тоа. Професионалци кои знаат што значи НАТО членството, кои знаат како и се носат со обврските равноправно со своите колеги од другите армии, од другите министерства на земјите кои се далеку пред нас, земји членки на НАТО алијансата. Кондиционо наследив министерство за кое што веќе имаше определено буџет одеден за прека 77%, значи некој пред мене и некоја влада и министерката претходна се избориле, односно имале доволно силни аргументи да убедат зошто буџетот на одбраната треба да биде во таа висина. Материјално, технички, армијата е во многу добра кондиција, затоа што процесот на модернизација започна пред неколку години и е забрзан, особено од 2017 наваму е со сериозно темпо заврзан тој процес, затоа што години наназад не било толку веројатно приоритет за претходните влади инвестирањето во армијата и модернизација, не било дури ни во некои основни човечки ресурси, да кажеме, унапредување на тие човечки ресурси, па дури ни во купување на основни средства како униформа или основни оружја. Тоа се основни проблеми кои јас не ги затекнав како проблем, што кажуваат дека суштинските проблеми се решени. Се разбира дека остануваат прашања кои заради текот економските, социјални збеднувања во државата и во општеството генерално мора да предизвикаат промени и во поглед на подобрување на правата на вработените во министерството и армијата, меѓутоа тоа се континуирани процеси и за среќа имам апсолутно добар диалог со синдикатите. Јас пак ќе се повикам и ќе се покријам, ако ми дозволите, со дел од јавноста која реагираше малку незадоволна кога некои наши соседни држави членки на НАТО, пак простете на изразот, се затрчаја да ни го чуваат нашето небо, бидејќи македонската армија не располага со тој тип на авиација.
Прво источниот сосед, па јужниот нешто леташе со своји авиони, сега дојдовме до Шпанија, дека го чува македонското небо. Точна ли е таа информација? Не, Шпанија не. Договорот за воздушно патролирање на нашето небо е подпишан со Република Грција. И тоа, јас би го рекла, би го гледала позитивно, заради тоа значи дека од две држави кои до пред некоја година се имаа, да речам, блокирано, односно Грција блокираше Република Северна Македонија, сега степенот на доверба очигледно дека е многу голем. И тоа е придобивката во суштина од членувањето во вакви големи алијанси и политичко војни сојузи како што е НАТО, кога она што вие како држава индивидуално не можете да го обезбедите, може да го побарате на помош или да ве покријат соседите или било која од земјите членки. Договорот со Република Грција за воздушно патролирање, јас би го оценила и како знак на добрососедство, но и како знак на доверба, а огромна придобивка од тоа што сме ние земја членка на НАТО. НАТО и македонската економија, долг беше процесот на македонско аплицирање во НАТО до конечното рамноправно членство. Во тој процес од страна на политиката во намера на убедување на македонската јавност од поволностите се спомнува и разни економски, условно да речем, привилегии, ако не ангажмани. Учествували, почнали нешто Македонија да произведува за НАТО, не знам, од униформи, чевли, нешто од лесна индустрија, може би од наменска нешто, од шлемови, од нешто заштитна опрема, не зборувам за оружје. Ние имаме компании неколку, но нивниот број би рекла дека не е доволен. Постојат компании во Република Северна Македонија кои се регистрирани и чијата дејност, да кажам, е производство на вооружување, опрема и така натаму, кои би можеле да се пласираат и се пласираат веќе во земји членки на НАТО, но ова е огромно поле каде што може да имаме уште поголеми резултати. Резултатите не се доволни, ќе бидам тука самокритична, заради тоа што во овие 2 години кога во сушност требаше најмногу да се развива делот со економската соработка, да се случи пандемијата што во суштина ги попречи сите нормални текови, сите нормални планови. Сега тоа го надминуваме, сериозно работиме со компаниите, со стопанските комори, со здруженијата, кои даваат предлози како се повеќе македонските компании да бидат присутни на НАТО пазарот, и тоа е нешто што Министерството Јас нема да ве прашам, министерке, дали веќе има нешто конкретно, некој дел е веројатно и во тие така наречени воени тајни, но прашањето ми е како е конкуренцијата внатре од тој буџет кој не е мал на НАТО? Може ли Македонија да се избори со тие лавовски компании од развиените земји, да не спомнеме Германија, не знам, Франција, Британија, Шпанија и така натаму. Ако компаниите во Република Северна Македонија вложуваат во развој на сопствените капацитети, во подобрување на технологиите и техничко-индустријскиот развој на самата компанија, апсолутно тие ќе бидат релевантни конкуренти на пазарот на НАТО, без разлика од другата страна кои им се конкуренти. Така, санкциите околу ова со Украина, Македонија е непријателска земја, може ли тоа да се каже во однос на Москва, сме на некоја црна листа? Ке трпиме ли големи штети од тоа во енергетика, во земјоделство, може би во пласман на производи и така натаму? И дали таа цена, како цена членка на НАТО, е поднослива? За НАТО и Европската Унија, она што е исто така многу важно, се свесни за тоа со какви предизвици или проблеми би се соочувале земјите кои се придружија на санкциите кои беа изречени против Русија. И некогаш треба да знаеме дека цената за демократијата во светот, за слободата, за почитување на меѓународното право, но пред се човековите права и правото на живот е неприкосновено право и тие немаат цена. Да, економски нема да биде се исто, и впрочем нешто не е се исто, ниту економски, ниту во било каков однос од почетокот на оваа воена агресија, но НАТО, Алијансата и Европската Унија преку своите механизми се обидуваат на сите земји членки на НАТО, но и на оние кои не се членки на Европската Унија, да им дадат алтернативни извори преку кои што може да практично да ги покријат овие недостатоци. Таква е одлуката последна на Европската Унија да заедно учествуваме при набавката на енергенси за нашите потреби.
Така, таа солидарност, кога почна пандемијата, Европската Унија, спомнавте, себичноста беше во првиот бран нагласена. Секој сакаше да се сочува здравието на своето население, потоа кога видоа дека и тие грешат, нели, малку попушти. Како е ова сега со Русија, со НАТО? Се забележува ли некое форсирање, некаква себичност на дел од земјите кога се носат вакви заеднички одлуки? Не, За солидарност, нели? Во случајот во НАТО, зборувам како министар за одбрана која сум учествувала на неколку веќе состаноци и консултации во рамките на НАТО, единството е нагласено. И тоа е нешто кое што да, може би да имаме во нијанса различни мислења или за одредени помалку суштински прашања да имаме поинакви позиции, но на крајот досега, барем за овој кус период, не се случило во НАТО да има разногласие, особено не за вакви клучни прашања. Сега ќе ве прашам и како министерка, но и како човек, аналитичар, кој може тие политички процеси да ги навести и да ги спрогнозира врз основа на искуството што јас го имам следејќи ги вашите активности на медиумите главно. Ова кризава сега, може ли да се каже, бидејќи таа тема често се поставува во македонската јавност, да го забрза, односно да го деблокира нашиот интеграцијски процес со Европската Унија? Јас не би рекла да го забрза, туку само да му даде можноста што впрочем ние долго време ја очекуваме. Да го деблокира, реков, да. Апсолутно да. Добро е што сигналите од новата влада, горе-долу во исто време беше избрана и нова влада во Бугарија, се позитивни и се практично оваа можност, кризата што сега се случи, даде можност да согледаме колку е важно да нема блокирање на процесите кога тоа не е оправдано. Република Северна Македонија согласно заклучоците и на Советот на министри на Европската Унија и на Европскиот совет ги исполнува условите за почеток на преговорите. И час поскоро тоа треба впрочем и да се случи. Немавте среќа со бугарскиот министер за одбрана, ви го сменија брзо. Сега имате ли контакт со неговиот наследник? Да, се запознав со новиот колега и наскоро треба да имаме и билатерална средба во Софија, најверојатно ќе се случи, така што во однос на соработката во областа на одбраната помеѓу двете земји нема никакви отворени прашања, напротив, има само позитивни искуства. Така, неодамна и како член на, прво како министерка за одбрана, секако и како член на македонската владина делегација на чело со премиерот бевте во Брисел на НАТО самитот. Каква е атмосферата во однос на ова со Украина? Како се отсликували во таа салата, барем генерално тоа единство на членките на НАТО? Нема дилеми околу мерките што се преземаат, оружјето што се дава на Украина? Се отсликува загриженоста од действијата што се случува, што е сосема нормално и очекувано, и апсолутно нема никаков сомнеш околу единството и околу тоа дека солидарноста на НАТО земјите членки треба да се покаже кон Украина, но исто така нема дилема и дека треба да се преземат дополнителни мерки за гарантирање на сигурност и безбедноста на територијата на НАТО алијансата, особено оние земји членки кои се наоѓаат во источниот блок. Така. Сега ќе ви поставам едно прашање кое може би повеќе за некој воен експерт кој се разбира во стратегија и така натаму, но и вие сте многу блиску до тоа сега и поради позицијата актуелна што сега се земате во македонското општество и владата како министерка за одбрана. НАТО доставува оружје до Украина, до украинската војска и до украинските граѓани. Може ли тоа да биде контрапродуктивно за украинските граѓани, за украинскиот народ, во однос на да ја потикне Москва уште поагресивна да биде во тоа што сега го прави? Војната помош која секоја земја, НАТО не е организирана, но секоја земја поединечно на билатерална основа ја донира, не е за да се разгори војната, туку за да се одбрани територијата на Украина. Тргнувајќи од тоа дека сите ние сме свесни и сме обединети околу тоа дека Украина е суверена и самостојна држава. Така што действијата на Москва мислам дека немаат никаква додадена вредност, односно не зависат од тоа дали Украина повеќе или помалку ќе дава отпор. Во суштина, ако си дозволам мое лично согледување на целата оваа ситуација, е дека Русија веројатно ја потцени состојбата во Украина, се изненади од отпорот на украинскиот народ и украинската армија. Тоа е тоа што дополнително мислам дека ги мотивираше да бидат поагресивни. Прашањето беше во функција, нели е тоа можеби цел уште една за Москва, една помасовна жива мета меѓу украинското население. Во таа смисла.
Не верувам дека дополнително ќе ги испровоцира ова што украинскиот народ и украинската држава се борат за сопствената територија. Така цело време зборуваме и пледирате нормално и со право за единството во рамките на НАТО, но некои држави, пред се овде Средна Европа и на Балканот, конкретно Унгарија па и Хрватска до некаде, преку врховниот командант некои изјави, Унгарија се оградува актуелната угарска влада и актуелниот премиер од некои постапки и повици на НАТО за, не знам, помош со оружје на украинската армија и на украинските граѓани. Тоа е право кое е на земјата, дали ќе даде помош или нема да даде помош и во каков облик ќе го Прашањето ми е колку тоа ги нарушува генералното единство и стратегискиот правец на НАТО во носење одлуки единствени за действие апропо кризата во Украина. Да, токму затоа и потенцирав, токму заради тоа што во јавноста се појавуваат различни изјави од определени носители на високи политички позиции во овие држави кои ги напоменавте. Тоа е прашање на домашна политика, но затоа напоменав дека во рамките на НАТО, на оние настаноци на кои што сум присуствувала до сега, не се случило да има ниту пак изричито издвоено мислење за нешто, а најмалку пак спротивставено мислење. Така, Затоа што правото на помош, воена, медицинска и хуманитарно е нешто што е оставено секоја држава самостојно да го одлучува. Војниците на АРМ каде се обучуваат? Само во Македонија по НАТО стандардите за она што е нивна основна функција, тоа се воени действија. Има ли заеднички вежби некаде надвор од Македонија? Завршија мисиите? Тие учествуваат и се уште во моментов се распоредени на неколку мисии, активни мисии, на мисијата во Косово, во Босна и Херцеговина, во Централната Афричка република. Тоа се од аспект на мисии таму каде што се присутни. Вежби има постојано, заеднички вежби кои се одржуваат во различни држави кои се дел од НАТО алијансата. Во тек е подготовка на една од поголемите вежби кои ќе се случи во Република Северна Македонија од средината на месец април до средината или крајот на месец мај. Таа ќе трае во континуитет на територијата на повеќе држави членки на НАТО. Овде као што е значајно кај нас ќе се случува на полигонот Криволок, воениот полигон Криволок, каде што во суштина се изведуваат и најголемиот дел од вежбите и во еден момент во нашата држава ќе бидат присутни повеќе од 4000 војници на НАТО алијансата од различни земји, се разбира припадници, кои со сопствено вооружување, авиони и така натаму ќе учествуваат во таа покажба. Туку што сакав да ја прашам за Криволок. Беа најавувани многу НАТО инвестиции на тој терен во рамките на она што не е воена тајна, во рамките на тоа што можете да го соопштите на јавноста. Почна ли нешто? Дојде ли некој долар таму да се инвестира, да се работи нешто? Развој постои план за развој на воената база, на воениот полигон Криволок и тој веќе прераснува во сериозен регионален тренинг центар. Се користи од страна на се разбира на нашата армија, но многу често се користи и индивидуално од припадници на армиите на земјите членки на НАТО. Се разбира интерес пројавуваат и земји членки кои не се на НАТО, но се дел, да речам, во некој партнерски однос со НАТО, кои што може да го користат тој полигон за сопствени цели за вежбање и така натаму. Се одржуваат во континуитет вежби. Развојот на самиот полигон се случува со инвестиции од страна на Министерството за одбрана и армијата, но и со стратешки партнери. Така, сега малку еден изглед ќе направам од ова воените прашања и НАТО. Славјанка Петровска како член на владата и како политичар, граѓаните се понезадоволни со право поради сиромаштијата, инфлацијата, цените и така натаму. Ќе издржи ли владата до наредните редовни избори или со оглед на блокадите што постојано се случуваат во парламентот, имате ли збор 2 некаква прогноза? Јас, ако ме прашате разумно, не мислам дека предвремени избори се решение за било што, особено заради тоа што знаеме дека изборите во Република Северна Македонија никогаш не може да бидат 2/3 да имате чисто мнозинство или огромно мнозинство, било која политичка партија да биде во предност. Тие секогаш ќе бидат барем долги години во некоја ваква позиција каква што е сега, 64 или отприлика плюс-минус пратеници. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект што е особено значаен и важен
е што во ваква ситуација, општествено-политички, економски, па ако сакате безбедносна состојба, не сметам дека предвремени парламентарни избори ќе решат било што. Она што сметам дека треба да се направи е дека без оглед колку опозицијата не сака да биде опозиција, да биде конструктивна и за суштински прашања кои се однесуваат за доброто на граѓаните да покаже разбирање. Како пример само, не навлегувајќи во другите теми, веќе го спомнам законот за служба во армијата, односно измени и дополни на законот кои се предложени во собранието пред повеќе од една година, значи од мојата претходничка, и беа блокирани со повеќе од 2000 амандмани од страна на опозицијата. Добро, нема ли компромис некако? Што е пречката нешто да се усвои? Јас диалогот за прашања кои се однесуваат на вработените во Министерството и во армијата го водам со синдикатите. И не сметам дека е упатно за тие прашања да се разговара со политички партии. Со политички партии се разговара и јас сум апсолутно отворена за тоа да разговараме за крупни стратешки прашања за кои правец треба да се движи насоката. Од аспект на транспарентност, апсолутно јас лично како министарка и како поранешен пратеник сум подготвена да бидам достапна и за отчет и за давање на точни информации, но не за презентирање на невистини или за одговарање на тие невистини кои опозицијата се обидуваше изминатиот период, но за среќа неуспешно да ги прикаже. Како на пример тоа дека нашата армија е најслабата армија во светот, повикувајќи се на извор на портал кој е сосема нерелевантен во тие рамки. Да, но сепак останува фактот дека не функционира собранието. Така е, и затоа велам дека решението за подобро функционирање на собранието не се предвремените парламентарни избори, затоа што предвремени парламентарни избори имавме и во 2020 година. 2 години само пред ова. Јас повеќе би се сконцентрирала, ако сум, веќе не сум, но еве како совет, би се сконцентрирала на решавање на стратешките прашања и се разбира прагматичен пристап кон отворените прашања. Граѓаните се разбира дека изминативе 2 години беа исклучително тешки за владата, претходната, сегашната, но и за стопанството, за економијата и за граѓаните генерално. Затоа што 2 години живеевме во услови кои не бевме навикнати дека треба да живееме во тие услови. Апсолутно. И тоа е нешто што предизвикува со право и сериозни економски последици. Фактот дека владата е отворена за решавање на граѓаните и не вели дека нема проблеми, туку напротив, да, се соочуваме со проблемите, но водиме диалог за решавање, зборува на тоа дека владата сака да ги решава проблемите. Така, сега зборува и за партијата, Социјалдемократскиот сојуз, вие сте таму истакнат член. Завршија неодамна именувањата, нема да употребам термин изборите на новите општински раководства. Тргна партијата во демократизацијата, крена рачна, се врати назад. Нема избори, има именувања. Што се случува? Не, именувањата на назначувањата на председатели на општински не се случуваат директно од страна на централното раководство. Беа вклучени и, да речам, најмикро клетките, односно... Ке ви упаднам, беше ветено во рамките на демократизација на партија, после изборот на председател, дека тој процес ќе продолжи, ќе се спушта надолу до општинските организации. Застана тоа? Тоа значи дека сега во овој кус временски период сепак за некоја голема активност како внатрепартиски избори за избор на председатели на општински сега зборуваме, треба да имате добра подлога направено. Избор на председател на партија, каде што по дефиниција имате реално помалку кандидати и помалку време е потребно, е нешто кое може да го спроведете, и веќе бевме подготвени и го спроведовме и со претходниот избор на председателот Заев. Кај избор на општинско раководство, тој процес е малку посложен и од тие причини овој пат раководството централно се одлучи дека ќе го примени овој модел на назначување на председатели на општински, но апсолутно со вклученост и инклузивност на членството на партијата. Така, сакам да се вратиме повторно на армијата, на 2 прашања на кои и организацијата Цивил посебно посветува внимание. Тоа е мултиетничноста, мултикултурата во рамките на АРМ. Преднос или создава проблеми од некаква природа етничкиот состав на македонската армија? Не. Хетерогениот, условно грубо да речам, етнички состав? Ние имаме во армијата на командни позиции
припадници на помали етнички заедници, кои што до сега апсолутно се покажале како врни професионалци и ја оправдале довербата која им била дадена со нивното поставување на тие позиции, и јас тоа го гледам како една исклучително голема придобивка. Впрочем, за тоа зборуваат и анкетите кога ќе ги погледнете за тоа која од институциите, во која од институциите граѓаните имаат најмногу доверба. Секогаш армијата е на високо позиционирана, токму заради таа мултиетничност која што се отсликува во незиниот состав. Таа кореспондира со рамковниот договор, простете на грубоста на прашањето. Па горе-долу се води сметка за тоа? Се води сметка, но тоа веќе јас би рекла не толку математичка операција, дали ќе бидат точно по број над или колку или стручноста, под, веројатно. колку стручноста и подготвеноста. Во армијата особено во такви сензитивни структури немате многу простор за субјективизам. Треба повеќе да гледате за професионалната подготвеност. Нешто во последно време жени министерки во Министерството за одбрана имаат ли привилегии жените припаднички на униформираниот дел на македонската армија? Тие со тек на годините немаат привилегии, но јас би рекла го добиваат местото кое го заслужуваат, а тоа е да го имаат равноправна позиција со мажите, нешто што пред неколку години би рекла деценија не би било толку лесно прифатливо како што е денеска. Има жени и во униформираниот дел и во цивилниот дел во Министерството за одбрана. Дел се, што е уште поважно, и од раководните позиции, старешинските позиции. Значи, тоа е во суштина она што ја осликува армијата покрај мултиетничноста и родовата еднаквост и родовата застапеност. Така, во нашите мировни мисии на НАТО, во разни земји, во Афганистан пред се, со години одеа и припаднички на, условно да речем, може ли да се каже за припадник на армија жена за понежен пол, или може сигурно? Секако дека може, но тоа не значи и помалку спремни. Се согласувам, Да. како се покажаа таму? Одлични, како исклучително успешни, рамноправни и едноставно се ги извршуваат своите задачи најдобро што знаат и што умеат. И сега и во моментот имаме не во голем број, но се разбира дека и постојано се всушност и заинтересирани за учество не само во мисиите, туку и во дообуки, во дошколувања, различни видови на тренинзи, усовршување, надградување на нивниот професионален бекграунд. Така, политиката е една чудна пирамида, не знаете каде ќе се лизнете или каде па ќе ве фрли нагоре. Каде се гледа Славијанка Петросκα? Знам дека е рано, прерано за ова прашање, но бидејќи со оглед на младоста, спомнав и на почетокот, политиката останува дел од вашето битие, амбиции натаму во дипломатија, можеби во Брисел, амбасадорка на НАТО, можеби. Сте размислувале на тоа? Јас имам една голема амбиција, а тоа е да се направат големи успеси во Министерството за одбрана. Она што мене ми е битно, каде за неколку години ќе биде Министерството за одбрана и армијата развиени, но пред се каде ќе биде државата. И мојот политички влог тука го давам сега за сега. За мојата лична кариера мислам дека тоа ќе дојде постепено, но акцентот го ставам на општото добро, би рекла. Дистрикт Цивил прес студио, Славијанка Петроска, ви благодарам. Ви благодарам и на вас. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.